Благодарам, председателя. Почитувана представничка на Државната комисија за спречување на корупција, почитувана македонска јавност, медиуми и колеги. Додека го разгледував годишниот извештај кој отсликува работата на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2021 година, она што најпрви ме израдува беше сознанието дека Државната комисија за спречување на корупција ги надминала проблемите со несоодветни просторни и технички услови, како и тоа дека започнува да се зголемува бројот на вработените, со што се зајакнуваат капацитетите на комисијата. Исто така, радува фактот што се зголемува свесноста и храброста на граѓаните да пријавуваат незаконитости и нерегуларности во работењето на службените лица, што придонело во 2022 година ДКСК да прими 720 пријави од граѓани со сомневање за постојање на коруптивно однесување, злоупотреба на јавната функција и постојање на судир на интереси. Да верувам дека зголемената бројка за 170 пријави во однос на 2020 година се должи на зголемената свесност и храброст кај граѓаните да пријавуваат, а не е резултат на зголеменото ниво на корупција. Во оваа насока би сакала да слушнеме и како се одвива Законот за заштита на укажувачите, односно дали имаме пријави од страна на укажувачите, бидејќи според мене и тоа би можело да биде солиден показател за фактот колку и дали граѓаните се чувствуваат заштитени при пријавувањето на случаи на корупција и судир на интереси. Во поглед на човечките ресурси во Државната комисија за спречување на корупција, од извештајот може да се констатира дека и покрај зголемениот број на вработени во 2021 година во однос на 2020 година, сепак и понатаму недостасуваат 30 вработени согласно предвидените работни места со систематизацијата, односно имаме 53% пополнетост, при што најголем недостаток на вработени има во делот стручно-административни и раководни административни службеници и од тука институционалното јакнење, односно зајакнувањето на човечките ресурси на Државната комисија за спречување на корупција останува задача и за 2022 година, уште повеќе заради препораките на Европската комисија, според која потребни се дополнителни средства за вработување на стручен кадар. Следен момент кој загрижува е статусот на исполнување на препораките од Националната стратегија, која Собранието ја донесе на 18 април 2021 година, заедно со Акцискиот план 2021-2025 година. Имено, процентот на реализација на планираните активности изнесува само 20%, додека 53% е степенот на нереализирани активности. Како главна причина за малиот степен на реализација на планираните активности, во овој извештај е наведено забавеното работење на Собранието, заради што голем број закони се во процедура и е неизвестно кога и дали истите ќе бидат усвоени. А за да бидат усвоени, единствено можно решение е целосно функционирање на сите институции, а за целосна функционалност на институциите пак неопходни се предвремени парламентарни избори со кои ќе добиеме легитимна власт, со која би се нормализирала функционалноста и на Собранието и на институциите во државата. Да повторам, степенот на реализација на Националната стратегија од страна на надлежните институции е помал од 20% и при тоа најслаби се областите вработување, политички систем, органи за спроведување на законот, здравство, образование, труд и социјална политика, земјоделство, економија и бизнис. Значи, воопшто не е мал бројот на области каде што се детектирани слабости. Овде би додала дека во Собранието е пристигнат и годишен извештај за спроведување на Националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси 2021-2025, која се однесува за периодот од 1.1. до 31.12.2021
2021 година и кој по логиката на нештата требаше да се разгледува пред извештајов што денес го разгледуваме, бидејќи двата документи се стигнати на ист датум, односно на 31.3.2022 година, и јас не ја гледам причината зашто работите ги прави наопаку. Имено, ако го имавме разгледано акцискиот план за 2021 година, сигурно пореални, поверодостојни и поправедни ќе беа нашите денешни дискусии. Велите дека најголемиот проблем за малиот степен на реализација лежи во нефункционалноста на собранието, затоа што најголем број од мерките и активностите се однесуваат на донесување на законски измени, и ако е така, добро ќе беше да видиме точно кои закони се заглавени во собраниска процедура. Дека корупцијата е голем проблем во Македонија, кој од година во година се големува, сведочи и фактот што во 2021 година имаме 177 повеќе пријави со наводи за постоење сомнеж за коруптивно однесување на службени лица и 9 повеќе примени пријави за судир на интереси. Имаме толку многу работа, што дури и говорењето овде, верувајте, го гледам како губење време во борбата против корупцијата, која не смее да чека. Колку политичари одговарале за корупција, јас на вистина не можам да се сетам. Може би некого сте го отстраниле од функцијата, но дури и тогаш тој не завршува во затвор, неговото судење трае со години, се ќе се случи, но разврска нема, денар вратен во буџетот нема, пример за другите нема. Вашиот труд и вашите напори, почитувана представничке, ќе дадат ефект само доколку успеете да не и дозволите на власта да се меша во вашата работа. Колку не се меша, гледаме сите. Борбата против корупцијата не може да ја водат корумпирани личности, натоварени со бројни скандали и афери. Никој не смее да е над законот, а носителите на функции со свој пример тоа мора да го докажуваат. Но ние денес, за жал, и понатаму имаме милион примери како функционерите се поставуваат себе си над законот, а не гледаме било кој да понесе одговорност. Однесувањето и постапувањето или непостапувањето по реакциите за сторена корупција е клучниот момент врз чија основа јавноста суди колку и дали воопшто се залагате за искоренување на феноменот наречен корупција. Не може и не е во ред државата да знае од каде потекнува секој ден денар на обичниот граѓанин, а властите да се расфрлаат со пари, и така корупцијата да ни останува тежок камен околу вратот, кој не ни овозможува да се качиме чекор погоре, туку не турка кон дното. И Европската Унија дава јасни препораки во кои се вели дека без оглед на се, без реформи, департизација и борба со криминалот и корупцијата, државата не може да ни тргне напред. Но стравот на истражните органи да постапат по коруптивните скандали не е правецот во кој што треба да се движи државата. Ова бедие за кое што слушаме, читаме и гледаме денес никако не смее да продолжи. Не можете од другите да го барате да го прават она што самата држава и самите властодржци не го прават. Најголемиот ризик за непотизмот, корупцијата и криминалот е трговијата или злоупотребата на политичкото влијание. Значи, најголемиот проблем е детектиран и мора од тука да се почне, за да добиеме силни институции, а да ја искорениме моќта на поединци. Само така ќе внесеме страв во коски. Само така секому кому ќе му падне на памет да биде корумпиран, ќе размисли 10 пати пред да стори било какво коруптивно дело. Тоа мора да се направи и кога тоа ќе го видат граѓаните, кога ќе се создаде такво општество, дури тогаш Македонија ќе стане здрава држава, не само заради правдата која ќе се врати, туку и заради парите кои што ќе се вратат во буџетот. Само така би профункционирало она познатото ги враќаме парите кај граѓаните, кое никако да се случи. Најавата
дека ниеден грабеж, рекетирање и крадење нема да поминат неказнето, звучеше доста охрабрувачки, но за жал само звучеше. Ви благодарам.